Огромни се предизвиците. Значи беше многу тешко, морам да кажам, август, септември, тоа беа два исклучително тешки месеци кога цената на струјата беше многу висока. Октомври беше нешто пониска, огромни средства, значи цената, трошоците кои што ни беа за електрична енергија ни изнесуваа отприлика 70% од целокупните трошоци. Значи тоа е еден огромен процент и огромен дел од целокупните приходи. А процесот на производство го прилагодуваме, да кажеме, да работиме повеќе во ноќни часови или во часови кога електричната енергија на берзите е пониска. Не само што доцнат ги нема мерките. Ако оваа базична индустрија не се поддржи, значи зборувам не само за Макстил, туку и за останатите компании кои што спаѓаат во оваа тешка металургија или базична индустрија, импактот кој што ќе го има, ако што се гледа подоцна, да кажеме за година дена од сега, ќе биде многу поголем отколку она што може да се претпостави. Така да затоа ние континуирано апелираме, меѓутоа за нас се уште немаме мерки. Ова е дополнителен притисок пред се затоа што структурата на македонското земјоделство е такво да мала промена во трошковниот дел влијае на економијата на фармата. Кај нас најголем проблем мали се капацитетите, не може да се постигне брзо економија на обем. Проблем е нормално енергенсите, тоа е нафтата и покачување на цените на вештачките ѓубрива. Ѓубривото е сериозно, значи има сериозен, се конкретно не знам последни кои податоци се, али над 200%, тоа се сериозни скокови на цената. Тоа е делумно ради енергенсите, делумно ради кризата во Украина. Русија е голем извозник на неколку макроелементи во делот низ храната на растенијата.